Секојдневните случувања, згоди и незгоди, убави девојки, фрустрации и иритации, но и задоволство, малку со иронија и сарказам, понекогаш и со употреба на хипербола. Вака некако оди изразувањето на МС-ата во светот, па и во Македонија. Одделот на македонското поземје во источниот дел на државата во форма на хип-хоп уметност се издигнаа многу андерграунд артисти, кои со голема љубов и ентузијазам го негуваат рапот. Еден од нив е и за сите добро познатиот Пикси, кој често без влакна на јазикот низ лирика ги презентира своите импресии од секојдневието. Текстот не се пишува од досада, текстот се пишува ради потреба. И инспирацијата се црпи од секојдневниот живот, од секојдневните негативни и позитивни вибрации. По долгогодишна работа, конечно на виделина и неговото првенче, овчеполство у куќата. Природата ме вика, пукам нова лирика. Дискот е една моја лична сатисфакција, првенствена. Конечно сум задоволен заради тоа што ова е еден вид на сон, цел, како сакате, во уште од основно школа. Хип-хоп артистите секогаш изложени на критика и во тешки услови, но како што вели и Пикси, за секој индивидуално. Па не е лесно. Неблагодарно е да се жалам заради тоа што сепак изминатите години во кои што сме биле активни во хип-хопот, значи без разлика колку биле тешки и лесни, тоа е еден вид искуство на крајот на денот, така што макар било и многу тешко и негативно, треба да се извлече една поука од целиот тој процес. А поука? Да не се откажува човек, без разлика на колку сопки наидува во текот на тој период. Рапот и хип-хопот постојат за слободно и искрено изразување. Ударот од текстовите треба цврсто да се прими, а дозата на вулгарност да се свати како искреност. Обичен адолесцент, се бидам најстар абсолвент, пушти ми метод, мени ред, не ми пуште 50 Cent. Кога во воздухот се шири мирис на шопска и ракија вода, овче постај у куќата, нека разбираш дијалектот, али сваке шо кажувам. Овче постај у куќата, сега идемо на лево, па идемо на десно. Овче постај у куќата, па ако ви е интересно, сите како еден да ме чуја. Овче постај